Почитувана постојана представнички на UNDP, драга Нарине Сахакјан, почитувани амбасадори, заменици амбасадори, представници на амбасадите на сите пријателски земји кои што сте денеска со нас, почитувани градоначалници, директори, предприемачи кои што ве гледам денеска овде сите присутни, почитувана госпоѓо Мирјана Сполјари-Чегер, почитуван господине Штајнер, навистина ми представува задоволство што учествувам на еден ваков настан, затоа што е голема честа, а секако и задоволството, прво и да се обратите на една ваква конференција, со која отвараме акселераторската лабораторија, која канцеларијата на UNDP ја основа во земјата кон крајот на 2020 година, со цел да се приклучи на најбрзата и на најголемата светска мрежа за учење, за предизвиците и за остварување на целите за одржлив развој на Обединетите нации. Забрзувањето на темпото со кое ги решаваме предизвиците на патот до постигнување на целите за одржлив развој е клучно за нивна реализација до 2030 година. Затоа ми представува огромно задоволство што UNDP, како наш постојан партнер, инвестира во овој процес на учење и иновирање во развојната пракса, од што користки има и нашата земја. Новата акселераторска лабораторија ќе отвори можности за партнерства на иновативни развојни проекти за учење од најуспешните развојни практики ширум светот. Овде сакам да потсетам дека со Израел, например, имаме одлично партнерство и искуство на полето на иновациите и стартап компаниите. Некои од водечките имиња во македонскиот еко-стартап систем беа тренирани токму во Израел. Најголемиот хекатон во Битола го организираше Израел и беа присутни многу млади и надежни луѓе. Ова го кажувам затоа што денеска со нас е и господинот Сингер, кој што го познаваме по сите по книгата за објавувањето на успешните приказни од Израел, кои што се реалност и двигател на ова наша пријателска земја. Почитувани, станува збор за исклучително важна тема која владата ќе ја следи со особено внимание, затоа што придобивките од неа задираат во најдлабоките фундаменти на градењето на современата македонска економија, со посебен аспект на незиното интернационализирање, како и во политиките за справување со последиците кои се настанаа со планетарната криза со COVID-19. Како влада, ги користевме искуствата на домашни, но и странски експерти во градење на сите 5 економски пакети преку кои креативно го стимулираме економското ниво и притискаме за дополнително креативен инпут во надминувањето на проблемите и пречките. Како пример сакам да потенцирам дека ова е исклучителна можност за целата бизнис заедница, за сите микро и макро чинители да ги искористат потенцијалите и искуствата на акселераторската лабораторија на UNDP за трансформативна промена. Истовремено ги повикувам заедно да работиме на дизајнирање на стратешки документи од лабораторијата, кои потоа сите засегнати страни ќе ги преточат во јасна и децидна имплементација за економско рестартирање на економските двигатели по пост-ковид периодот и за остварување секако на 17 меѓусебно поврзани и амбициозни цели за развој од агендата 2030. Сакам да истакнам дека како дел од стратегиите на оваа влада и нејзините институции, за прв пат имаме така наречен Национален стартап совет, кој прави краткорочна и долгорочна стратегија за трансформација на македонскиот стартап екосистем. Фондот за иновации и технолошки развој е сериозно посветен на овие цели, но и на креирање на инвестициски фонд со кој сериозно ќе се подобрат моделите на финансирање на микро и почетните бизниси. Едноставно кажано, посветени сме и работиме со сите сили да ја трансформираме Северна Македонија како нов регионален центар на иновации. Во пост-ковид ерата која е пред нас, час поскоро треба да ги впрегнеме сите алатки, како што и акселераторската лабораторија во изнаоѓање на иновативни решенија кои за сите нас ќе создадат економски патеки кои се пред се зелени, инклузивни
и праведни. Една од најважните лекции кои ги научивме во целиот овој кризен период е дека добрите решенија доаѓаат преку диалог, вмреженост, отворена мисла, критички став и капацитет за адаптација. Затоа, во соработка со UNDP и со поддршката на владата на Велика Британија, започнуваме отворен и инклузивен процес за впишување на националната развојна стратегија за следните 20 години. Само преку вклучување на целото општество во националните развојни процеси можеме да се осигураме дека ќе стигнеме до најдобрите решенија и дека никој нема да биде запоставен. Ќе продолжиме во истата оваа насока заедно со нашите стратешки партнери да градиме пријателства, да разменуваме искуства, а со тоа да градиме зелена, просперитетна бизнис иднина за сите наши граѓани. Посакувам успех и сметајте на целосна поддршка на владата. Ви благодарам.